Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Средна година беше 2019 во однос на родот за лозарите. Немаше мраз и тоа придонеса да има добар род. Се надеваат дека оваа година ќе биде уште подобра. Со благослов за богат род, со песни, вино и ракија. И во Кочани беше одбележан празникот Свети Трифун. Се закрои лозијето за берикет. Символично поливање на лозијата со вино и ракија за богат род и молба за заштита од град и суша. И покрај дождот кој врнеше, лозарите и годинава го направија адетот. Го закроија лозијата во чест на христијанскиот празник Свети Трифун, кој според верувањата е заштитник на лозовите насади и земјиштето што се обработува. Благословуваме Господа дава здравје и среќа. Берекет. Па Господ нека проштева, ако некој грешил, нека ни биде опростено и за многу години нека ни е празнико. Кажете ми, каква беше оваа година според вас лозарите? Родна ли беше? Па може да речам прилично добро беше. Па се надаме да биде уште подобро. Добро, што значи добро? Може ли да ми кажете за приносот нешто? Па за приносот, знае се, вика ако е родна годината ќе биде богата, ако не е родна нема да биде богата. Тоа е најбитното. Битното е и од времени услови. Ако се времените услови добри, ќе биде добра и годината. Лозарите рекоа дека 2019 поминала со средно богат род на грозијето, но сепак се задоволни, заради тоа што барем не измрзнаа лозовите насади, како што беше случај со 2017 година, кога заради мразот беше многу слабо. Сепак во 2020 очекуваат да нема големи штети на лозовите насади и да има богат род. На закриувањето на лозијата присуствуваа верници и гости, лозари и овоштари од Кочани. По традиционалното закројување присутните се почестија со богата трпеза и наздравија со чашка ракија и вино. Традиционалниот собир на закројување продолжи со песна до доцните попладневни часови. Градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров оствари средба со заменик амбасадорот на Велика Британија и Северна Ирска Доминик Отвеј. Димитров и заменик амбасадорот Отвеј играа бочија, параолимписка игра која воспостави нова меѓународна соработка на општината со Обединетото кралство. Во прва официјална работна посета на Виница престојува заменик амбасадорот на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска Доминик Отвеј. Во предпладневните часови тој оствари средба со градоначалникот Ивица Димитров, секретарот Митко Илиевски, директорката на Центарот за социјални работи Борјанка Стоименовска и раководителот на Дневниот центар Зорка Коцев. Средбата беше информативно запознавање на амбасадорот Отвеј со личната карта на општина Виница, но со акцент на функционирањето на социјалните институции, посебно на Дневниот центар, каде интензивно се работи и практикува параолимписката игра бочија, како проект спонзориран и подржан од британската влада. Посетата продолжи во Дневниот центар во Виница. Параолимписката игра бочија воспостави нова меѓународна соработка на општина Виница со Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска. Во просториите на Дневниот центар во Виница се финишираа подготовките околу финалниот надпревар во бочија, кој треба да се одржи во март во Виница. Откако стручните лица од дневните центри ги презентираа правилата и техниките на оваа игра и со практични вежби на членовите од центрите во Каменица, Делчево и Виница, во играта се вклучија и заменик амбасадорот Отвеј како и градоначалникот Димитров. Овде сме за прв пат во Виница да го посетиме Дневниот центар и да бидеме присутни на играта бочија, која што ние од британската амбасада ја финансираме. Да бидеме присутни, исто така во кабинетот на градоначалникот разговаравме за градот, за културното богатство, за капацитетите на градот и така фасцинират сум од градот и ми е мило што сум овде. Благодарност до заменик амбасадорот на Британија кој што дојде и посети нашата општина. Разговаравме за потенцијалите кои што ги има нашата општина во делот на туризмот, меѓутоа сега сме конкретно во посета на Дневниот центар за да покажеме заедно со дечињата кои што престојуваат овде, да се спремаме за надпреварот кој што ќе биде на почетокот на март. Се надевам во Виница и да покажеме дека ќе бидеме едни добри домаќини
во овој натпревар. Ние моментално водиме проект, 6-месечен проект, којто е финансиран од британската амбасада. На нивна желба тие изразија да дојдат прво во Делчево, каде што имавме прво надпревар меѓу корисниците од трите градови, Македонска Каменица, Делчево и Виница. Потоа на наредниот се случуваше индивидуален тренинг во Македонска Каменица, кај што исто така беше присутен представник од британската амбасада и еве денес спремаме суди или рефери кои што ќе бидат потребни за финалниот надпревар кој што ќе се одржи во март, а со тоа го и финишираме проектот заедно со британската амбасада. Толку почнува играта бочија на територијата на Македонија затоа што со помош на британската амбасада во проектот вклучивме отварање на 5 клубови кои што по завршувањето на проектот ќе почнат активно да собираат членови, атлети кои што ќе тренираат и ќе вежбаат и ќе развиваме играта на повисоко ниво. Посетата на амбасадорот од Дневниот центар продолжи во музеот Теракота. Локалната самоуправа на Кочани го почна проектот за изградба на планираните 11 улици во населените места во општината, а зашто финансиска подршка е обезбедена преку проектот за подобрување на општинските услуги. Градежните работи стартуваа на 3 улици во Тракање и Оризари, а наскоро ќе почнат и другите. Почна изградбата на првите 3 од 11 улици што ќе се градат во општина Кочани преку проектот за подобрување на општинските услуги. Во Тракање се изведуваат земјените работи на улицата Борис Евтимов, како и на третиот крак од улицата Маршал Тито, а во Оризари се гради улицата Асно. Изведувач на работите е Ленди Груп, кој што беше избран согласно критериумите и процедурите на Светска банка. На овие улици со градежните работи е предвидено асфалтирање во вкупна должина од околу 700 метри. Со одобрените средства од Меѓународната банка за обнова и развој од компонентата општински инвестиции ќе се асфалтираат уште 8 улици. Кирил и Методи, Скопска, 560, Стефка Тасева со Скоевска и 555, Петар Синадинов и Искра во Кочани, како и 2 крака на улицата Раде Кратовче во населбата Оризари. На дел од нив е предвидена и изградба на атмосферска канализација, потпорни ѕидови и тротоари. Од 11 улици, вкупно 6 се во Кочани, а 5 во руралните населени места. Се очекува изградбата на улиците значително да ја подобри патната инфраструктура во општината, заедно со улиците и патиштата што се градат со подршка од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, од Бирото за регионален развој и од буџетот на општината, 2020 година е под знакот на максимален број инфраструктурни проекти во Кочани. Спортското риболовно здружение Кочански рибар го реализираше првото порибување на акумулацијата Градче за оваа година. Во водите на браната беа пуштени 320 килограми риба од сортата крап, набавени со сопствени средства на здружението. Членовите на спортско риболовното здружение Кочански рибар ја реализираа првата овогодишна акција за порибување на акумулацијата Градче. При тоа беа пуштени 320 килограми крупен крап. За ова обновување на рибниот фонд во езерото, за кое здружението има добиено 6-годишна концесија, инвестирани се околу 75.000 денари од сопствената сметка. Рибата е набавена од домашен сертифициран рибник и репроцентар. Според информацијата од председателот на здружението Димитар Димитров, порибувањето е извршено со крупни единки крап чија тежина е од 1 до 5 килограми. Заради адаптација на рибата до крајот на овој месец определена е тотална забрана за риболов. По завршувањето на времената забрана, членовите на здружението ќе можат да уловат само по 1 крап дневно со должина до 40 см или со тежина до 3 кг. При тоа известени се риболовците дека поголемите единки крап имаат чип со единствен број што е прикачен на горната перка, па поради тоа потребно е при враќањето на рибата во водата чипот да не се отстранува. Според годишната програма за работа, а во согласност со законските обврски, планирани се уште 5 акции за порибување на езерото Градче, за што средствата ќе бидат собрани од членарина, од продажба на риболовните дозволи и од други извори. Инаку интересот за зачленување во Кочански рибар е голем, а досега се издадени над 30 годишни дозволи, при што постои можност и за купување на дневни дозволи за риболов.
До медиумите пристигна соопштение од председателот на Општинската организација на СДСМ Кочани Гоце Серафимов во врска со јавните припокувања поврзани со неколку образовни институции во Кочани. Ви го пренесуваме во целост. Изминатава седмица бевме сведоци на јавни припокувања поврзани со неколку образовни институции во Кочани. По сето она што излезе во јавноста, општа е констатацијата дека зад наводните хуманитарни активности стојат партиски манипулации во образованието и лични интереси на поединци. Тоа го потврди локалното ДПМН, кое се вмеша во преписките и побрза со соопштение да се ги штити своите партиски делегати во училиштата. Со тоа ги злоупотреби најчувствителните улоги во образовниот процес, само за да создаде интриги кои што ќе влијаат на работењето, позитивната клима и на угледот на училиштата. Со ваквите партиски сценарија во училиштата имавме можност да се подсетиме на демонстрација на незаконско работење, неизвршување на работните задачи, неодговорно и несовесно однесување, нестручност на највисоко ниво, начин на кој функционираше образованието цела деценија додека владееше ДПМН. Никој не може да заборави дека образованието беше огледало на децениското криминално владење на ДПМН. Ги повикуваме надлежните институции и служби да го истражат случајот. Во училиштата што поскоро да влезат Државниот просветен инспекторат, Трудовата инспекција, Бирото за развој на образованието и секој во својот делокруг да го истражи начинот и квалитетот на работењето на секој поединец, вклучен во образовниот процес, поврзан со хуманитарните иницијативи. Следствено на тоа, никој да не биде поштеден од одговорноста. Во името на Општинската организација на СДСМ ги повикувам партиските челници на ДПМН да не ги злоупотребуваат училиштата, зашто никој не сака да се врати хаосот и милионските долгови што тие ги оставија во образовните институции. Никогаш повеќе образование за криминални партиски и лични цели. Се вели во соопштението пратено до медиумите од председателот на Општинската организација на СДСМ Кочани Гоце Серафимов. По повод празниците православниот Свети Трифон и католичкиот Свети Валентин, литературниот клуб Копнеш организираше литературна средба народноукрајни и познати автори во библиотеката Искра во Кочани. Издаден беше и билтен во кој се сместени литературните творби на членовите на клубот. Литературно читање по повод празниците Свети Трифон и Свети Валентин организираат членовите од литературниот клуб Копнеш во библиотеката Искра во Кочани. Се читаше љубовна поезија и поезија за закројување и берекет на лозјата. Подготвен е и билтен во кој се сместени литературните творби на членовите на клубот. Читањето поезија беше пропратено со музички перформанс. Овој ден програмата ќе ја збогатат околу 20 членови со по една литературна творба кои ќе се представат пред кочанската публика и истите тие ќе бидат, односно истите тие се составени во овогодинешниот билтен кој го испечативме по овој повод. Би сакала оваа прилика да им го честитам празникот на сите верници и на сите гледачи, наши сограѓани. Им посакувам многу здравје, среќа, берекет и љубов во текот на годината. Бројот на членовите на литературниот клуб се зголемува секоја година за одредена бројка. Сакам да кажам дека е тоа на моје задоволство и на моја гордост, затоа што моје мислење дека затоа што мислам дека еден од најуспешните и еден од најактивните клубови во државата не би требало да застане со работењето или не дај Боже да престане со постоењето. Литературниот клуб Копнеш традиционално секоја година ги чествува двата празника и организира литературни читања и други активности со познати автори. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се одржи втората меѓународна зимска планинска трка Чупино Вертикал 2020 на Плачковица. Стартната точка е закажана во центарот на селото Блатец за внедела со почеток од 10 часот.
Здруженијето Running Squad од Виница ќе биде организатор на втората меѓународна рекреативна трка Чупино Вертикал, што ќе се одржи викендов на падините на планината Плачковица. Трката е со вкупна должина од 5500 метри и висинска разлика од 1030 метри. Стартот е закажан за внедела во 10 часот и ќе се трча од центарот на селото Блатец до врвот Чупино на 1680 метри надморска височина. По традиционалната трка Чупино Трейл, што беше организирана во почетокот на септември, годинава по втор пат се одржува и Чупино Вертикал. Тоа е трка во дисциплината вертикален километар, во која надпреварувачите искачуваат висинска разлика од 1000 метри во должина од максимум 5 километри, со дозволена одстапка до 10%. Со оглед на зимските услови и специфичноста на теренот, се најавува дека трката е предвидена за искусни тркачи, планинари и алпинисти. Прогласувањето на победниците ќе биде во селото Блатец, каде по завршувањето на трката ќе има топли пијалоци и храна за сите учесници. Покровител на трката Чупино Вертикал и годинава е локалната самоуправа на Виница, а финансиската поддршка во организацијата е обезбедена и од локални компании. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.